Добро вечер, почитувани мои. Ве поздравувам во ова ново издание на Ваш термин и се надевам дека и денес ќе имаме убаво дружење како и секој понеделник со оглед на тоа дека имаме една интересна тема, односно тема која што последниве некако години наназад зачестеноста е појавата на ракот на дојка, значи тоа ќе биде денешната тема. Се разбира понежниот пол е тука засегнат. За таа цел со мене во студиото на моје големо задоволство е веќе овде, значи доктор Дженгис Јашар, кој што е патолог и ни доаѓа од Систина, еден од најдобрите патолози кај нас. И се надевам дека многу работи околу патологијата како професија и воопшто канцерот на дојка. Значи ќе бидат разјаснети и се надевам дека еве ќе има интерес од ваша страна, па сите оние кои што не следат, ако имаат некое прашање во однос на денешната тема, знаете дека емисијата е контактна, отворена, можете да ни се јавите и да искомуницирате со нас. Да ве поздравам доктор Дженгис и да ви посакам да добре дојде во ТВ Сонце и во ваш термин. Благодарам на поканата и ми беше вистинско задоволство да ја прифатам оваа покана, особено заради тоа што 18 ноември е ден на патологијата. Така. И би сакал да искористам оваа прилика да го честитам така наречениот патронен празник на сите мои колеги во Македонија, на сите патолози и да им посакам успех во работата. Пред да влеземе во студио, разговаравме за тоа патолог, кога ќе слушнат сите некако се чудат што значи тоа патолог. Ми кажавте необични податоци околу истражувањето воведено нели во ми се чини во две земји, ми кажавте, така? Да, истражувањето многумина не знаат што значи тоа патолог. Јас кога ќе слушнам патолог, знам дека тоа нешто асоцира на нешто неубаво, на нешто лошо во медицината. Меѓутоа, ајде вака на почеток да ве прашам само што значи професија патолог, да се биде да појасниме до нашите гледачи. Со што се занимава еден патолог? Со што се занимава еден патолог? Значи, работата на патологот е исклучиво во диагностика. Изборуваме за клинички патолог, значи професија на клинички патолог, која што подразбира анализа на клетки или на ткиво, микроскопска анализа со цел да се постави диагноза. Тоа би било така наједноставна, најпроста дефиниција. Да не кажувам сега кои се сите обврски кои што произлегуваат од тие подготовки што треба да се направа, заради тоа што функцијата на секој патолог е покрај тоа да стигне до диагнозата, значи мора да има еден широк спектар на знаење. Инаку патологијата како предмет е еден од базичните предмети во медицината и тука се изучуваат сите болести. Така. Што значи за да се биде добар патолог, мора да се познаваат сите базични науки и мора да се има добар увид во клиниката. Без добро познавање на патологијата, тешко дека може да биде добар диагностичар. А основата на патологијата е да се види колку морфологијата на клетката и ткивото одстапуваат од нормалното. Така, значи мора да се знае нормалното за да знаеме што е патолошко, така, тоа што не е во ред. 23 години веќе работите како патолог, 9 години сте дел од тимот на Систина заедно со доктор Катерина Кубелка-Сабет и доктор Вања Филиповски. Колку досега имате ли вака увид колку досега сте направиле хистолошки наоди? Дали имате една бројка еве така? Па, бројката е многу голема, јас само би се надоврзал на она што го имаме како увид во секојдневната работа. Значи, ние годишно имаме 15.000 анализи, од кои некаде 9.000 се цитолошки анализи, кои што воглавно се одредуваат значи, на патологија на клетка. Претежно се тоа анализи кои што ги правиме за женската популација, значи тој прочуениот ПАП тест. Останатите 6.000 наоди се хистолошки. Хистологија тоа се наоди кои што подразбираат анализа на ткиво, било да е од биопсија,
било да е од оперативен материјал. Значи, Така да вие тоа е една исто сите импозантна... тие работи, вие ги работите како патолози, така? Патологот е всушност оно што велиме ние во центарот на збиднувањата. Нормално се врти во болниците околу пациентот. Така. Меѓутоа, патологот е секогаш тој што е во сенка и кој што на некој начин прво се почнува од него и се завршува кај него. Така. Ако зборуваме за тоа како се зима биопсија, како се одредува дијагноза на биоптичен материјал, понатаму врз основа на таа биопсија следат процедури, дали ќе биде третиран хируршки, дали ќе биде онколошки третман или ќе биде едноставно само на антибиотска терапија, но ако се направи оперативен зафат, материјалот повторно доаѓа кај нас, повторно го анализираме и да фактички конечната дијагноза излегува од патологот. Сите придружни дијагностички методи, зборуваме за биохемија, зборуваме за радиологија, интернистичките, клиничките прегледи, тоа се само насоки кои што всушност разјаснуваат за каков тип на заболување станува збор. Дефинитивната дијагноза останува на патологот. И во сите болници во светот 70 до 80% од работата во болницата, дијагностиката, отпаѓа на патологот. Значи, Останатите 20... Многу важна алка во... Да, важна алка е. Останатите 20% се разбира доколку не е специализирана болница, да речеме травматологија. Така. 100% од дијагнозите доаѓаат преку радиологот. Тука патологот нема што да... Така. Заради тоа што нема да ја вадиме коската за да правиме анализа, се гледа тоа ако е скршеница, ако е травма, ако е процес. Фактички, тука веќе имаме разидување, затоа велиме во сите општи болници 70 до 80% од дијагностиката отпаѓа на патологот. Меѓутоа, и тоа е, да речеме, бројка која што всушност не би била од толкаво значење доколку не постои соработка меѓу сите клинички доктори. Мене ми е битна, да речеме, патологија на коска или на меко ткиво, доколку имам радиолошки наод, доколку соработувам со радиологот и ако ми каже на кое место е, како изгледа, колку време трае, веќе јас имам представа за тоа за што станува збор. Или да речеме, ако имам добра соработка со биохемичарот и ако ми каже дека има некакви промени во анализите, да речеме ензимски статус или хормонски статус, веднаш треба да се насочи моето внимание на тоа кон каков тип на заболување станува збор. Најмалата малигна промена што имате откриена од ваша страна е рак на малигна промена на дојка од 3 мм. Да, во нашата болница, во нашата болница е тоа. Благодарение на нашите радиолози, ќе ја споменам тука доктор Маја Чапова заради тоа што она ја работи таа патологија. И всушност со самата биопсија ние направивме еден, да речеме, и третман со тоа што промена од 3 мм за да се извади е навистина треба да сте виртуоз во својата работа. Така. А да се открие малигното заболување е всушност голема среќа за пациентката, бидејќи со тоа фактички на некој начин велиме дека е потребна само дополнителна хирушка ексцизија на промената и фактички со тоа пациентката може да живее и понатаму, без никаков дополнителен третман. Така, од она што досега го кажавте, одговорноста како патолог ви е многу голема. Колку тоа ве оптоварува како лекар и како човек воопшто? Видите, одговорноста е, секој човек станува зрел кога ќе ја прифати одговорноста. Так. А ние како патолози мораме многу брзо да осозрееме во својата професија, од едноставна причина заради тоа што знаеме дека од нас зависи што ќе биде понатаму со пациентот. Најдобрата работа што може да биде, да речеме, во оваа професија, е кога ќе наидете на некоја промена која што е бенигна, а за која што всушност сите велат дека е тоа малигно и дека тука нема лек и се, и на крајот кога ќе видите, да, ќе
ќе речете дека тоа е тоа. Меѓутоа мора да имате многу добро познавање од морфологијата на ткивото, за да бидете спремни да го кажете тоа. Точно е дека во патологијата имаат низа на болести, тумори, кои што имитираат малигни тумори. И обратно, оние кои што изгледаат многу едноставно, што велиме ние изгледа јадно и бедно, всушност знаат да бидат многу агресивни. Така, јас се извинувам. Малку сум настината, се надевам дека нема да ми замерат гледачите. Според тоа, значи, патолозите не смеат никако да сгрешат. Според тоа што сега го кажавме. Грешките во патологијата, значи, според некои статистики, треба да бидат 0,7%. Зборуваме за минорна грешка. Минорна грешка подразбира диагноза не во однос на тоа дека сте промашиле бенигно или сте промашиле малигно. Него зборуваме за тоа дека не сте му дале јасно име и презиме на заболувањето, односно на туморот. Значи, велиме карцином тубуларен на дојка, меѓутоа испаѓа дека не е тубуларен, дека е дуктален. Меѓутоа е добро диференциран, нема метастази. Фактички не е направена голема грешка. И нормално, многу зависи од тоа што сте гледале, што сте виделе на микроскоп. Затоа што ако гледате еден препарат, а сте можеле да видите 10, на еден ќе најдете еден тип, на другиот препарат другиот тип, па велиме дека е тоа мешан. Така да всушност не сте направиле голема грешка. Вие сте го дијагностицирале малигното заболување. За тоа заболување постои посебен третман и фактички тука грешката е од минорен тип. Не влијае на животот на пациент. Големата грешка е ако постои стварно карцином, вие сте рекле дека тоа е обична мастопатија. Тука е веќе голема грешка. Ајде сега да почнеме малку да говориме, да кажеме нешто и за ракот на дојка. Значи, уште еднаш ќе се обратам до нашите гледачи, оние кои што подоцна се вклучија. Говориме на тема рак на дојка. Гостин со мене во студиото е веќе доктор Џенгис Јашар, кој што е патолог и ни доаѓа од клиничката болница Систина. Што представува ракот на дојка, доктор Џенгис? Многу тешко прашање да се одговори за нешто што велиме дека е едно од најчестите заболувања кај жената. Значи, по новите сознанија од 2000-та година наваму. Исто, пред малку ми кажавте дека постојат 4 типови на рак на дојка. Тоа велиме дека ракот на дојка е хетерогена болест. Значи, во зависност од причината која што доведува до појава на рак на дојка, тука ќе се следи самата болест. Значи, има 4 типа, да. Меѓутоа, тие 4 типа се на оно што велиме ние на молекуларно ниво. Постои така наречен молекуларен портрет. Значи, не секоја пациентка која што има ист рак, која што има рак на дојка, велиме дека има ист исход на болеста. Она што го правиме ние и во студиите што се објавени во литературата. Постои сознание дека пациентки кои што се со иста големина на тумор, без метастази, со ист тек на болеста, ист оперативен третман, иста терапија, реагираат различно. Што би била причината, тогаш велиме. Или обратно, две пациентки во ист стадиум на болеста, едната има метастази, другата нема, оваа што има метастази поминува многу полесно во однос на оваа што нема. Значи, каде е проблематиката? Проблематиката е на молекуларно ниво. Значи, сепак е индивидуално. Сепак е индивидуално и заради тоа во денешно време се гледа да тој пристап во третманот на карцином на дојка биде индивидуализиран. И многу е постигнато во овие 15 години во однос на терапијата на одредени типови на карцином на дојка, барем во однос на тоа молекуларно ниво, и затоа велиме денес дека таа е излечива болест, затоа што постои таргет терапија, целна. За одредениот тип има одреден протокол на лекување и врз основа на тој протокол се испоставило дека има многу добри резултати и ефекти. Спомнавме дека има се почесто случаеви на рак на дојка кај млади девојки. Тука особено би обрнал внимание за, поготово кога станува збор за помладите, дека кај помладите има голема улога генетскиот механизам.
Значи, постои некоја мутација во одредени гени кои што детерминираат абнормален раст на клетки. Секој од нас има тенденција да создава таков тип на клетки, меѓутоа кај некој ќе се јави, кај некој не. Причината е во регулаторните механизми. Тамо каде што постои откажување на регулаторните механизми, а кои се всушност детерминирани преку одредени гени кои го контролираат тоа, всушност недостатокот на тој контролен механизам, односно мутација на тој ген, ќе доведе до појава на рак на дојка. И затоа кај тие пациенти велиме дека има наследен фактор. Дали од мајка, сестра, баба, тетка, Така. од мајчина страна, значи постои по женска линија се пренесува. И тоа е еден тип на карцином на дојка за кој што велиме дека има генетска предодреденост, а која што може да биде најчесто од еден од овие 4 типови, и обично го велиме дека тоа се тројно негативни карциноми. Значи тие не одговараат на ниту еден од постоечките модалитети на третман. За нив треба да се најде индивидуален пристап во однос на онколошката терапија. Значи, од ова можеме да заклучиме дека во однос на превенцијата, кога станува збор, би требало оние кои што имаат нели во нивните семејства некои кои што имале ваква проблематика, односно канцер на дојка, сепак навреме да ги прават оние прегледи, скрининзи, нели, за ако нешто има, Да, како што кажавме и на апсолутно. почетокот, да се открие уште во раната фаза за да може да се излекува. Апсолутно. Така. Тоа се генетски оптоварени лица кои што всушност треба да водат сметка, значи со прво преку само прегледување, тоа е еден од наједноставните начини да требало се секоја нели, жена, да, жена секоја тоа да го жена, знае особено како во треба да се направи само репродуктивниот период. и фактички да тие жени имаат постојана контрола, било ехо, било мамографија, нели, во зависност од тоа како ќе препорача матичниот лекар, да всушност се контролира, затоа што и кај нив постои голема веројатност да доколку се работи за рак во рана фаза, да тој биде излечен, без обзир на тоа што го има генетското оптоварување. Так. Доктор Джингис, кои се тие други причини и фактори додатни кои што би делувале, освен генетскиот фактор, за да се дојде до една ваква состојба, до појава на рак на дојката? Кои се тие други причини кои што можат однадвор да делуваат? Па, обично, она што пишува и во учебниците и она што е резултат на секојдневната пракса, обично велат дека ракот на дојката е поврзан со хормонален дисбаланс. Значи, жени со висок ниво на естроген хормон. Жени кои што во животот не раѓале или не доеле. Потоа, жени кои што, без обзир на тоа дали постои или не постои наследниот фактор, се со поголема телесна тежина, односно имаат поголем депо на масно ткиво во организмот, Така. за кој што велиме дека е резервоар на естроген. Така. И оние жени кои што имаат зголемено ниво на женски хормони заради одредена причина, било да се проблеми со јајниците, било да се работи за односно солитарни тумори кои што се хормон активни. Меѓутоа се тоа, да речеме на некој начин, етиолошки причинители кои што може да доведат. Мора да постои некој тригер механизам, односно мора да постои некој внатрешен фактор кој што всушност би довел до таа состојба. Обично велиме дека е тоа пореметување во регулација на клетки кои што се раѓаат, размножуваат и умираат. Во тој случај имаме некакво откочување на такви механизми, кој што може да биде. Сега ќе зборуваме од надворешни фактори. Исхраната, средината во која што живееме, постојаниот стрес,
Значи сите оние додатни сите фактори, додатни фактори кои што на некој начин би имале големо влијание во тоа пореметување на внатрешниот механизам. Така. Затоа велиме дека нема еден единствен етиолошки причинител, дека тоа се повеќе фактори кои што земени во целина ќе дадат одреден тип на заболување, не само за дојка. Станува збор и за другите малегни заболувања. И сега кога станува збор за симптомите, знаеме дека кога ќе се јават симптоми, и тоа оние кои што ќе ги споменеме нели во продолжение, тогаш на некој начин веќе станува збор за некоја доцна фаза или доцен стадиум на канцер, меѓутоа ајде да ги спомнеме оние сите симптоми и ме интересира дали треба сите симптоми овие одеднаш да ги или може да се јави еден симптом, два, за да веќе укаже дека некој проблем постои. Обично зборуваме за ракот на дојка кој што всушност представува подмолна болест. Симптоматологијата се јавува многу доцна. Така. Дури кога велиме болеста е расширена. Она што можеме да го забележиме како наод е ако се јавува на површината на кожата на дојка, тој дел од кожата е вовлечен. Ако е позади брадавката, брадавката ќе биде вовлечена. Никогаш знае брадавката да покажува сукрвичав секрет, што е исто симптом, значи знак дека нешто се случува. Може да се случи да брадавката одеднаш поцрвени Така. и да има изглед како кора на портокал. И во тој случај зборуваме за инфламаторен тип на карцином на дојка, кој што всушност е една од најтешките промени, бидејќи немаме тумор на едно место. Клетките се распостлани по целата града, во мали гнезда, кои што всушност директно влегуваат во крвните и во лимфните садови. И кај тие пациенти веднаш се јавуваат метастази. Така да всушност симптоматологијата долго време останува зацкриена, единствено доколку не се пипне, доколку не се направи тој само преглед или доколку не се направи случаен преглед кај радиолог па да се види на ехо или на мамограм. Така. Од мојата пракса ние имаме случај на пациентка која што е дојдена заради пореметување на видот, па на некој начин за многу кратко време беше зголемена диоптријата. Така. И фактички се утврди дека постои тумор на хипофиза. Беше отстранет туморот, после тоа утврдивме дека станува збор за метастаза. Така. Откако утврдивме дека се работи за дојка, веднаш интервениравме, кај пациентката беше направена мамографија, беше открен карцином на дојка и фактички после тоа следуваше третманот. Така да симптоматологијата, тоа зборувам за најекстремен лош случај, може да има метастази во коски, па да се јават патолошки фрактури. Така. Без да знае пациентката дека постои малигно заболување кај неа. Така да тоа се симптоми во доцната фаза. Да, Она што е раната фаза е всушност клиничкиот преглед, односно клиничкиот наод што постои. Така. Значи во последниве години наназад се прават нели напори за да се подигне свеста кај понижниот пол кај жените за да нели си одат на оној преглед мамографија барем еднаш во 2 години и нормално нели што понатаму ќе им препорача оној доктор кој што ќе ги прегледа, дали е доволно еднаш во 2 години да се направи мамографија ако нели горе-долу е се во ред? Па ако зборуваме за да не дојде до некој ако зборуваме за пациентки кои што се генетски оптеретени, во тој случај да, пожелно е секоја година, 2 години да се направи тој преглед. А за жени во репродуктивната фаза се разбира дека мамографијата не е најсоодветен избор, меѓутоа ехо прегледот е и како информативен во однос на тоа откривање, рано откривање на ситна промените што се во градата. Она што треба да се спомене е дека во последните години, барем од аспект на моето 20 годишно искуство, ако 95-96 година сме имале
може би 200 регистрирани, ново регистрирани Така. случаеви на карцином на дојка. Минатата година во Македонија мислам дека беше спомената некаде цифрата од 600. Значи во период од 20 години имаме 3 пати поголем број на пациенти, што е за поздравување, бидејќи пациентите се јавуваат на преглед. Така. Ја не верувам дека сме имале помал број на пациенти 95-та година. Меѓутоа, станува збор за една изградена свест дека пациентките доаѓаат на редовни прегледи. И она што јас сум го забележал во праксата, ако порано сме имале пациентки во втори Б, трети А, трети Б стадиум, сега се обично први А, први Поранат, Б, така. втори А, Да. значи доаѓаат во рана фаза. Значи сепак зборуваме за еден добар напредок. Ја не викам дека ги немаме и оние во поодминатата фаза. Сепак и тие се тука на број и бројката е таа. Меѓутоа споредено со вкупниот број, сепак на некој начин свеста е малку подигната, што всушност е и нели причината зошто тие пациентки треба да се јавуваат на прегледи, зошто треба да постои еден организиран скрининг за сите жени во репродуктивниот период, затоа што фактички тоа е еден од начините како ќе задржиме здрава популација. Така. Вака сега за диагностиката, говорејќи нели во текот на разговоров, горе-доле напоменуваме што треба да се направи точно за да се утврди нели каква е состојбата на една жена на се разбира околу проблемот со дојките. Значи мамографијата се клучни како прегледи и ехо прегледот. Што од кога еве ќе се диагностицира дека да почнеме вака да ги Хронолошки, откриваме хронолошки. Значи првен Значи, кога е каде е прв патологот стадиум, во целата така, приказна? Кога првиот стадиум што понатаму, вториот стадиум што понатаму и третиот. Значи, во целата приказна, значи кога пациентката доаѓа, значи еве зборуваме за еден ехографски или радиографски преглед, значи радиологот утврдува дека постои некаква промена. Врз основа на искуството на радиологот и она што се гледа, значи се одлучува дали ќе се направи цитолошка аспирациона биопсија или ќе се направи ткивна кор биопсија. Така. Значи што зависи тоа? Доколку радиологот врз основа на своето клиничко искуство што го има утврди дека станува збор за сериозен проблем и да не губиме време ќе направи цитолошка анализа. Така. Цитолошката Што значи анализа тоа? фактички се зема примерок од заболеното ткиво на дојка и се испраќа кај патологот за цитолошка анализа. Патологот ја утврдува состојбата преку морфологијата на клетките. Значи не станува збор за тоа што за каков тип на карцином станува збор. Значи кажуваме да, промената на малигно е. клетките. Кажуваме малигно е. Доколку радиологот има сомнение дека да, може да биде и бенигно, може да е и малигно, меѓутоа не знаеме што понатаму, најдобро е да се земе ткивна биопсија. Тогаш доаѓа ткивен примерок. За ткивниот примерок е потребно време, заради тоа што тоа влегува во апарат за фиксација, мора да се подготви ткивото, за да ние го добиеме како микроскопски препарат. Тоа е дел анализа на ткиво за кој што ние велиме дека да, тука има бенигна промена Така. или е малигна промена. Доколку се испостави дека е малигна промена, пациентот оди понатаму на хируршки третман. Хирургот ја оперира, нормално според протоколот на она што сме го кажале за што станува збор, материјалот повторно доаѓа кај нас. Тоа е веќе конечната одлука, односно конечниот резултат кој што треба да произлезе од кај нас. Доколку станува збор за карцином на дојка, значи ние треба да одредиме минимум 24 параметри кои што се битни во однос на одредувањето на стадиумот на болест и за тоа што ќе направи понатаму онкологот. Значи треба да се утврди точната големина на туморот, присуство на метастази, колкав број на жлезди се извадени, колкав број на тие извадени жлезди се позитивни. Значи зборуваме за еден однос помеѓу извадени и позитивни жлезди. Каков е типот на туморот? Добро диференциран, лошо диференциран, дали има
клетки во крвните или во лимфните садови, дали одбранбениот механизам на организмот функционира, значи дали има лимфоцити во ткивото, дали има стромална реакција, значи дали има фиброза. Тоа значи ако постои фиброзата, туморот како расте, недоволна е циркулацијата која би го одржувала во раст. Значи се скврчува. Така. Постои голема веројатност дека тој тумор со тек на време и ќе се повлече. Велиме за така наречени burned out тумори, кои што буквално се јадат сами себе. И низа на фактори од кои што понатаму ние фактички ги излекуваме параметрите за да го одредиме стадиумот на болест. Дополнителните анализи овозможуваат на онкологот да утврди за каков тип на третман ќе стане збор. Дали е туморот хормон позитивен, дали има биолошка агресивност. Ако е биолошки агресивен, ќе следи поагресивна терапија. Дали постои протеински продукт на тумор супресорски ген, значи дали е на некој начин генетски поврзана, дали е адекватна на терапија со херцептинот, тоа е еден од лековите кои што одиграле голема улога во третманот на карцином на дојка, и сите заедно фактички во која категорија на тумори ќе биде сместена пациентката врз основа на типот, на хормонскиот статус, годините што ги има и сите параметри кои што го одредуваат стадиумот на болеста. Со така подготвен профил, велиме клинички, хистолошки и имунохистохемиски, пациентката оди на понатамошен онколошки третман. Онкологот веќе има подготвено се во протоколот што за која пациентка што треба да се направи. И бидејќи не е ист тумор кај жена од 30 и од 70 години. Така. И бидејќи се разликуваат оние во пред и после менопаузалниот период, значи испаѓа дека секоја пациентка добива соодветен индивидуализиран третман кој што најмногу одговара за туморот што го добила. И можеме да кажеме денеска еве во последните 10 години дека тој индивидуализиран пристап во терапијата на карцином на дојка навистина има многу добар ефект. Така. Но во секој случај, бидејќи говориме сега општо, првиот стадиум е оној кој што, например, е, како да кажем... Мал тумор, до 2 см без метастази. Што се презема тогаш? Дали се отстранува само делот? Така? Обично тука кај тие пациенти, тоа се постари жени, ран стадиум и најголем процент од тие тумори се хормон позитивни. Значи одат само на соодветна хормонска терапија. Не се презема ништо хируршки? Не, хируршки се презема сигурно. Но хируршки се презема. После тоа следи само тоа, само хормоналната терапија. Вториот стадиум? Вториот стадиум е тумор поголем од 2 см без метастази. Така. И обично тука ги наоѓаме оние сите типови на хормон позитивни или хормон негативни, биолошки поагресивни се тие тумори, тие бараат поинаков тип на терапија и кај овие пациенти следи исто хируршки третман кој што е обврзан заради тоа што ние фактички врз основа на хируршкиот третман ја поставуваме диагнозата. Бидејќи мораме за да стигнеме до стадиумот на болеста, нам ни се потребни големината на туморот, одредувањето на поставеноста на туморот во однос на околните структури на ткивото на дојка, лимфните жлезди. Многу битен елемент кој што фактички го детерминира стадиумот на болеста. Третиот стадиум подразбира тоа е доцна или? Тоа е веќе доцна. Так. Значи трети стадиум се сите пациенти кои што имаат метастази во регионалните лимфни јазли. Регионални зборуваме за лимфните јазли кои што се под пазувата. Регионални може да бидат и лимфните јазли кои што се во средната линија. Тие се опасни заради тоа што фактички прво го зголемуваат стадиумот на болеста, а второ што малигните клетки дешаржираат директно во крвотокот. Така да кај тие пациенти многу брзо очекуваме да се појават локорегионални или далечни метастази. Така да тие пациенти веќе имаат многу поинаков третман и успехот
зависи од начинот на лекувањето и нормално од точноста на диагнозата. Тука треба да се биде внимателен за каков тип на тумор станува збор, за одреденоста на тој велиме на тој биолошки потенцијал и херцептинскиот тест. Дали тој пациент ќе биде соодветен избор, односно дали херцептинот ќе биде соодветен избор за тој пациент. Така, постоперативниот или периодот на како да кажам, на лекувањето или третманот на првиот и вториот стадиум, колку време е потребно за да се дојде на некој начин во некоја нормала, нели, за да биде сигурна пациентката дека веќе нели може да биде мирна и дали има повторно рецидиви во некои случаи, дали евентуално се јавиле? Па обично ние преку анализите што ги правиме на ткивниот примерок, значи на примерокот после направената операција. Ние фактички имаме некои предиктивни фактори, прогностички параметри, како да ги наречам, за кои што можеме да сугерираме дали кај таа пациентка ќе се јават локорегионални метастази или далечни. Обично ако се во првите групи на хормон респонзивни тумори, многу е мала веројатноста дека ќе се јави заради тоа што денешниот протокол на онкологијата е да тие пациенти бидат под одредена антихормонска терапија. Така да се додека ја примаат терапијата, мала е веројатноста дека ќе се јави рецидив. Така. Поинаква е ситуацијата со останатите групи од 4 тие молекуларни подтипови што ги споменавме, бидејќи кај нив е многу неблагодарно и неизвестно дали ќе се јави или нема да се јави. Кај некој се јавува, кај некој не. Причината е двете примаат исти лек, едната појавува метастаза, другата не. Значи пак е тоа индивидуалното што го посочивте. Индивидуалното е, значи нешто што всушност велиме дека да, тој лек реагира, меѓутоа не реагира еднакво кај сите. Или кај некого ќе се јави побрзо, кај некого подоцна. Суштината е на тоа дека постои таргет, односно целна клетка, која што кај некои луѓе се размножува многу побрзо, кај некои многу поспоро. Така, доктор Дженгис, бидејќи горе-доле ги објаснивме сите работи што требаше да ги објасниме за ракот на дојка, ние сепак овие емисии ги правиме се со цел нели да делуваме на свесноста кај нашите гледачки поточно, за да делуваме превентивно. Точно. За да подигнеме свеста и да знаат кога треба да си го направат оној преглед, па и да си ги прават редовно оние само прегледи за кои што потенциравме нели на дојки. Се надевам дека сите знаат како треба да ги направат, ако не можат и нели да се информираат, да прашаат соодветни лица и медицински лица, се разбира. Што би препорачале вие како еден доктор патолог кој што 23 години работи во оваа област и кој што, како што кажавте, има доста случаи низ вашите испитувања и истражувања поминато и откриено, што би препорачале вие како совет за превенција до нашите гледачки? Па, се разбира, значи, најважната работа е само почитувањето и само прегледот. Така. Значи, тоа е еден од начините како многу рано би откриле што се случува. Обично жените кај нас се малку по, како да кажам, да не навредам никого, не обрнуваат толку внимание на себе, колку што обрнуваат внимание на децата, семејството и работата и сето она што ги обкружува. А всушност треба да знаат дека основата на добро функционирање на секој семејство е сепак жената. Сепак жената, да. Ајде, веќе на крајот имаме и гест да го приклучиме во нашиот разговор. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав доктор Джингис и до вас. Благодариме. Така, сега едно прашање, една мајка постара сака да постави прашање. Повелете. Евака, се работи за ќерка ми, оперисана е таа пред 7, сега 8 година. Доктор Джингис го правеше испитувањето и најде дека карцином на дојка
2А стадиум. 2А. Сега, отстраните се 13 лимфни звезди. Каков е тој сега? 2А. И правено е после тоа зрачна терапија, хормонска терапија, цитостатска, се што е потребно и уште е под тамоксифен. И сега ме интересира мене, до кога тој тамоксифен треба да го прима и например, какво е тоа 2А? Сега, пошто вика докторот дека има 1, 2, 3... Што значи 2А? Добро. Да, 2А. Добро. Ви благодариме што се јавивте. Следете Неве, доктор Дженгис ќе ви даде насоки, односно одговор за вашето прашање во однос на вашата ќерка. Доктор Дженгис, вие сте биле токму дел од наодот на незината ќерка. Значи, што значи 2А и до кога треба да го прима? 2А значи дека е тоа тумор над 2 сантиметри, без присутни метастази во регионални лимфни јазни. Значи тоа не е лошо. Значи тоа не е лошо. Е сега 2А може да биде и тумор помало од 2 сантиметри со мали метастази во жлезди, за кои што всушност велиме само имаме поместување на стадиумот заради тоа што станува збор за мал тумор. Тоа што го спомна гледачката дека го прима лекот тамоксифен, јас не знам кога е оперирана. Пред 7 или 8 години. Пред 7 или 8 години. Значи, третманот со тамоксифен го одредува онкологот. Така, значи треба сепак да се... Да. Онкологот одредува колку долго ќе трае терапијата со тамоксифен. Доскоро беше дека е задолжително 5 години, меѓутоа новите протоколи велат дека тамоксифенот има заштитна улога, не некаква, него има заштитна улога во антихормонското делување на клетките на жлездениот систем на дојка, така да тој третман е продолжен, мислам дека до 10 години. Меѓутоа сепак за терапијата ја не би зборел многу, сепак е тоа друга област. Да, онкологот ќе даде точна насока колкав е временскиот период на понатамошната терапија со тамоксифен. Доктор Дженгис, пред да влеземе во студио, тука некаде ќе го заокружиме разговорот, зборувавте дека и кај нас добро функционираат работите околу диагностиката, докасе клиничката болница Систина и вие како патолог, кажав еден од најдобрите. Дошол ли некој да ви побара вам второ мислење во однос на оваа проблематика? Да. Доаѓаат, многу често доаѓаат за второ мислење, обично за тие дополнителни анализи, каде што ние всушност треба да го одредиме типот на карцином на дојка, во која подгрупа спаѓа. Меѓутоа има и доста пациенти кои што одат надвор и се консултираат за барат второ мислење во странство. Тоа што јас можам да кажам дека ние како држава во последните 10-15 години навистина имаме изградено еден многу добар тим на патолози кои што се занимаваат со оваа проблематика, извонредно добри онколози кои што се на Институтот за радиотерапија и во нашата болница и многу вешти хирурзи. Така да суштината на оваа проблематика, значи со сите желби за најдобро здравје за сите, меѓутоа лекот може да се најде и кај нас. Од добра диагностика, од добра терапија, хируршки третман, се комплетно. Значи тука апсолутно не станува збор за тоа дека некаде се подобри или некаде се полоши. Она што јас можев да утврдам по моите патувања, семинари, конгреси кои што се во светот, значи ние во ниту еден сегмент не заостануваме зад добрата диагностика и терапија. Се разбира, има мали детали, финеси кои што сепак треба да го употполнат тој дојам, тој впечаток. Меѓутоа мислам дека тоа со тек на време ќе го искристализираме да биде навистина супер. Да се надеваме, дај Боже. Ви благодарам многу што денес ме удостоивте со вашето присуство и бидејќи за прв пат имам патолог во емисијата. Ви посакувам успешна работа, навремено барем диагностицирање на овие најлоши заболувања. Се надевам во некоја следна прилика повторно пак ќе одвоите време да ни го се разбира.
Почитувани мои, благодарам и вам за вашето внимание. Ми останува само да ви препорачам да бидете грижливи за вашето здравје, да се грижите навреме, да реагирате во однос на сите оние проблеми и симптоми кои што ви се јавуваат. А јас тука ќе ви посакам убаво расположение, имајте убав остаток од вечерта и се разбира до следното обидување, ве оставам во добро здравје.